Василије Попој ми беше пријател. Ке ви раскажувам за неговата карикатура за него. Во еден кус човечки живот, чекор во вечноста и вечност може би во творечкиот чекор. Нашата едноставна приказка почнува со неговото ателје. Обично се кидневна соба на овој град, 4 зида и фантазија. Мал завод на голема смеја и еден разновиден опус со мощно познатите скици на театарската сценографија. Со големиот број акварели, во кои самото сонце го слави триумфот на светлоста и сенката. Со сегде присутноста на човечката моќ да може се, дури со јазикот на безбројните автори, чии митови ни ги представувал како еден нивен дел со илустрации, и најпосле со карикатурата. Таа негова голема одисеја по работ на човечкиот кошмар, кога творечката смеја не е повеќе подсмев, туку и коприва, пчелина боцка или лекарска игла за здравје и избавување од самозаборавот. Секако не само подсмев и не само лек. И едното и другото, како хроника на еден град што не умел без видовита помош да ги согледа своите современици. Денес или вчера, никогаш повеќе утре. Еден почеток што навистина нема свој крај. Еден почеток од кој не останале само фотографирани карикатури од предвоени дни и подоцна, цензурирани албуми на пленици од германските логори, како дел на една масовна југословенска биографија. Посебен Цицов завод за смеја, што не можел и не умел да им плати лиценца на Бројгел, Гоја, Домје, Кукреникси, Дибу, Бешков, Пјер или на било кој друг. Оставен е фонд од некои стотици скици на кутија од цигари, на папирни салвети, на страници од весник. Авторот ги наоѓал мотивите на карикатурата пркосно, лице во лице со животот, со секидневноста, се уште без ограничени временски димензии. Signor Riba, ma te la se fatti?
Треба вешто да се намести мамката, да се стави јадицата во вода, па мирно молчиш, не дишеш, а туку пливката ќе замрда, а ти излегувај јадицата, а на јадицата виси група. Ако плачењето е символ на едно паѓање, тогаш смејата може да биде чин на воскреснување. Мил Господи, пак мир ке се нема. Од две страни две војски се стремат. Од две страни легии се берат. Ке се бијат, кожи ке си дерат. Силни војски, силни генерали, полковници и воени мали. Реалисти, потем модернисти. Поинакви, а понешто исти. Сили, па се тегнат жили, труба свири, идат гренадири. Гренадири, коленици голи. Хиперболи во кој текст ке се соли. Зеленикне филм весел и голем, не преголем, но достатно солен. Модернисти, потем реалисти. И баховци крещендо артисти, ноталисти и чисти слухисти. По них чеда од талија славни, ту статисти, ту на сцена главни. Сладка љубов за вечноста виза, сладка љубов роднини се гризат. Како сценограф на филмот, Цицо не трагал по жанрови и по стилови, туку по ситуации што ги создавале личностите. Лермонтовиот познат извик «Сето тоа ќе беше смешно ако не ќе беше жално», Цицо го сватил по еден поинако пред и го ставил пред олтарот на смејата.
Сето тоа ќе беше жално, ако не ќе беше смешно. Зашто најпосле, понекогаш неговата карикатура била и регистрирање на мигот, и хроника на она што ќе продува во рамномерниот чекор на несопирливото време. Ги познавате ли? Еве ги, тоа се јунаците од Мис Стон. Јунаците и настаните во филмот Мирно лето вешто уловени во микроскопот на хуморот како кохезија на привидната хиерархиска разбиеност. И уште сите оние до последниот од визата на злото. 3 филма во позитиви, што се во исто време и свој негативи, без наравучение, но не и без весели нишки дека она што е вчера во нешто може да биде и утре, со се што е и што не е добро во тоа филмско вчера. Но во исто време и светот снима свој документарен филм. Планетата темно пречувствувала невраќање од бездни, во својот голем немир за мир и немир пред атомската химна. Престара си плането, среќен ти пат во беспат. Здравствуйте. Good morning. Вам, нам, на сето човештво, на се што живее и што се раѓа. Обична секидневна соба на овој град, 4 ѕида и фантазија, мал завод за голема смеа, хроника на личностите што сме ги познавале и хроника на настаните во кои сме живееле, во кој живееме. Ние, достојни за сонце, но понекогаш достојни и за смеа.